Најпрво чест и задоволство ние како домајќини нашата компанија Бинфуд заедно со компанијата Матадор што сме во годинишни јубилејни значи домајќини. Се витка 2 дена сармата, се подготвуваат постните сармички, учествуваат 40 жени, 4 здруженија на жени од Прилеп, од здруженијето Китка, Мајка традиција, Преродба и Орхидеја. Им благодариме што се денеска со нас и вчера, што ја пренесуваат нивната традиција на нас помладите со љубов и тие представуваат столбот на нашата традиција во Прилеп. Имаме чест и задоволство денеска покрај овие прекрасни дами да бидат и од приватната градинка Royal Kids младите кои што ја учат традицијата благодарение на овие прекрасни дами за да продолжат во иднина. Инаку ние се спремаме како компании за оваа манифестација и чест и задоволство ние да ги поканиме сите граѓани на Република Македонија, нашите сограѓани, деловните партнери и соработници да повелат да дојдат на 19 декември на плоштадот Методија Андонов Чентот, заедно да го чествуваме овој голем верски празник, затоа што Свети Никола не е само светец, тој е символ на љубовта, верата со животот, милостливоста, добрината и човештвото. Зато заедно сплотени да бидиме и на овој празник. Јас кога гледам олку број на младина околу нас, олку пред нашите организации стари по 20 години и повозрасни жени, што ја водат традицијата, и што гледам овие млади сака да продолжуваат истата традиција, јас да ви кажам и сите ние, еве, жениве на Прилеп, граѓаните на Прилеп, сме горди што и понатака ќе биде оваа традиција продолжена и што нашол некој човек, што се нашол во, еве, било и од нашата власт, еве, да речам, што оваа традиција се заборај и сега сака да се продолжи. И плюс тоа да му кажем и на овие мали деца, ако ќе си појдат дома, и кој ќе кажа, бевме таму едни баби виткаја сарми, сакаме такви да ни виткате сарми. Значи, ете, тоа е традицијата, благодарност до оваа младина. Јас сум возбудена малку затоа што ве гледам прекрасни пред мене и затоа што ја заборавме традиција во неколку години и сега што се подновува сите сме среќни. Сите да ни дојда на 19 на ручек, на посната сарма, на гравчето, на сармичките, на рипчињата. Имаме пијалок, имаме за младите, после ќе имаме и некоја... Значи, горди сме секогаш со младите луѓе, гордост на, еве, да ви кажам, градоначалникот, најде време да ни продолжи традицијава, секоја му чест, уникатноста, вака сега. Таа е единствена само во Прилепепра, што е мала и што е многу вкусна. Зошто? Таа е вкусна, се витка со љубов и да ви кажам, во незе само масло, црн пипер, црвена пипер и солца, и зелката. Али таа е толку вкусна, оти се вари повеќе на масло. И се вари долго, жените вара на шпорина на дрва, па ќе седа по цели ноќи ќе ја вара, оти таа сака многу тивко варење и да ви кажам да се наслади секој човек на таа постна сарма и кога ја делиме на плоштадот, верувајте ми, секој сака да земи и одма си јади од постните сарми. Значи, постната сарма е единствената што се прави, што се витка во Прилеп и стрпливи жени да извитка. Денес почнуваме да се подготвуваме за славата Свети Никола. Како што гледате, ние децата од Royal Kids, заедно со жените од Здруженијата Мајка традиција, Преродба, Китка и Орхидеја, виткаме сарми со љубов, трпение и насмевка. Сармите не се само јадење, тие се и символ на заедништвото. Додека ги виткаме, разговараме, се смееме и си помагаме едни на други. Така не учеле нашите баби и дедовци. И така ја чуваме традицијата. Свети Никола не учи да бидеме добри, скромни и да ја делиме радоста со сите околу нас. Нека ни е честита и благословена славата Свети Никола со многу љубов, здравје и мир
во секој дом. Секако ги покануваме сите граѓани да дојдат во центарот на градот, каде што ќе го чествуваме празникот. Добро, имам и личен став, а мислам дека и заеднички општествен став, дека традицијата се враќа со искуството, со здруженијата на граѓани кои што долги години, повеќе од 20 години ја одржуваат традицијата и некои наследени работи кои што ги имаме, а со тоа се градиме и како нација и се надоградуваме и особено ми е важно, и сметам дека сите треба да ги поздравиме, токму овој букет овде што го имаме од млади кои што одат еве во предучилишно образование и се тука за нас, за да ги прифатат нормите кои што ги имаме од минатото, да ја научат традицијата која што од нашите прародители ние имаме и до денеска ја градиме и за волја на вистината има на кого да ја предадеме и тоа ме прави особено среќен како човек. Продолжуваме понатаму, сметам дека направивме одличен чекор што ги вративме во функција Здруженијата на граѓани и дека навистина Свети Никола и тоа го заговара како светец. Свети Никола и како заштитник на градот значи дека Прилеп се враќа на духот на традицијата, се враќа во духот на заедништвото и го враќаме она што значи социјално зближување на луѓето, враќаме мирот, традицијата, ги враќаме љубовта и почитувањето меѓу нашите сограѓани и тоа е она што треба. И навистина, како човек сум пресреќен што ја имам таа чест да бидам градоначалник токму во овие моменти кога повторно се враќаме на традицијата и се враќаме на она што значи заедничка љубов и градење на Прилеп одново, а ќе го изградат овие токму деца кои што сега ја учат традицијата, утре ќе имаат на кого да ја пренесат.